Насител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добар ден, во вестите на Сител во 16 ќе гледате. Владата ќе посегне и по акцизата на горивата за да го амортизира растот на цените на нафтата и намаленото ДДВ ќе продолжи да се применува. За СДСМ мерките се задоцнети оти се поскапело. Мицкоски го обвини СДСМ дека действува како општинска организација на некоја бугарска партија која наместо на македонските им се додворува на бугарските граѓани. За Филипче Мицкоски правил национално предавство со тоа што не ја користи отворената врата на Унијата. МОН откри приватен институт во простории на обложувалница со само 2 столици и 2 душека. Институтот е затворен, а министерката вели дека токму поради вакви случаи е неопходен новиот сет закони за високо образование. На клиниката за онкологија бележат зголемен број пациенти и носе зголемува и процентот на преживување. Според Фондот за здравство, тоа се должи на достапна современа терапија и зголемен буџет. САД со специјални копнени трупи и од воздух го бараат пилотот на соборениот авион F-15. Награда од $60,000 распиша и Техеран. Ормудскиот теснец и натаму блокиран за непријателите на Иран. Од Сителовите репортери на теренот, Наташа Мерсовска со последниот сет владини антикризни мерки. Владата ќе посегне и по акцизата на горивата за да го амортизира растот на цените на нафтата. И намаленото ДДВ од 18 на 10 ќе продолжи да се применува. Какви се калкулациите на владата, но и каква е реакцијата на опозицијата во живо, прашувам Наташа Мерсовска. Според премиерот исполнети се условите за намалување на акцизата. Затоа утре на вонредна владина седница истата ќе се намали. Ако не се интервенираше, литар дизел ќе се продаваше за 7 денари поскапо, додека бензините за денари пол до 2. Премиерот вели дека ќе се преговара со ОКТА да се задржи тој попуст од 2, односно 3 денари кај дизелот, кој што го дава да продолжи да важи во следните 2 недели. Доколку кризата потрае, премиерот вели дека се прават калкулации да се намали ДДВ-то кај храната од 5 на 0%. Меѓутоа, опозицијската СДСМ смета дека овие мерки се задоцнети затоа што граѓаните веќе во маркетите плаќаат поскап леб, поскапо брашно за јадење, поскапо масло, поскапо овошје и зеленчук. Филипче апелира уште еднаш владата да го прифати се она што тие го предлага, за да нема толков ценовен удар врз стандардот на граѓаните. Деталите ги гледаме во продолжение. Акцизата кај дизелот ќе се намали за 4 денари, кај бензините за 2. За да се спречи енормно поскапување на горивата од понеделник, премиерот Мицкоски утре на вонредна владина седница ќе предложи 7 мерки. Меѓу нив и продолжување на намалениот данок на додадена вредност кај горивата на 10%. Се преговара и со ОКТА, попустот да го продолжат и во следните 2 недели. Дизелот ќе се коригира, претпоставувам, во понеделник за околу 3 денара, имајќи предвид дека полека, но сигурно истекува и оној попуст кој што го дава ОКТА, ќе ги обновиме разговорите со нив да видиме дали ќе го продолжат и понатаму, а попустот беше 3 денара за дизел. Доколку тоа го продолжат и понатаму, тоа ќе подразбира дека нема да има зголемување за дизелот, од онаа максимална цена која што ја утврдува регулаторната комисија, а за бензините исто така 2 денара, тоа значи дека негде околу половина денар ќе поевтинат. И доколку ОКТА ги продолжи ние 2 денара за литар бензин, тоа значи дека ќе имаме повторно 2,5 денара поевтин литар бензин. Ке предстои тешка година и владата мора да биде подготвена за да го заштити стандардот на граѓаните. Ако кризата потрае, ке се намали ДДВ-то на основните прехранбени производи. Министерството за финансии анализира сите оние основни прехранбени производи кои што се со 5% да ги намалиме на 0%, да се практично без ДДВ. Министерството за финансии тоа го анализира, но тоа е премалку споредено со овие поголеми мерки кои што се похолистички пристап споредено со ова вие што го кажувате. Така што и тоа ќе го имаме во предвид. Нашите прогнози се и очекувања се информации кои што ги имаме дека ќе има продолжено дејство целата оваа криза. Мора да се подготвиме за тешка година, но како и да е, ние сме тука да ги следиме сите овие работи и да реагираме врз основа на приоритетите сите чинители.
Веќе е доцна за мерки, вели опозицијскиот лидер Филипче. Граѓаните ја платија цената со купување поскап леп, масло за јадење, млеко, брашно, овош и зеленчук. Затоа го повика Мицкоски да прифати дел од она што СДСМ неколку пати го предложи. Апелирам владата да се свести, премиерот да почне да живее во реалноста, тука кај нас, да престане вака дилетантски да ја води владата, да баре малку се замисли, помисли како живеат граѓаните и да ги прифати нашите предлог мерки, пакет на мерки. Сега, иако е касно, колку толку ќе имаат некаков ефект, да ги прифатеше. Пред неколку недели немаше да има вакви ценовни шокови за граѓаните, ниту пак други продукти и други сегменти ќе беа во ризик да поскапат цените, како што е тоа случај сега, освен ДДВ-ата за храна, за горива, акцизите за горива и преполувување на цените на батерините. И второ, владата сериозно да ги разгледа опциите за зголемување на државните резерви на нафта. Инаку владините мерки ќе го чинат буџет од неколку десетици милиони евра, вели премиерот. Затоа веќе од мај ќе се крои ребаланс на буџетот, кој би се усвоил во парламентот во јуни. Ќе се скратат непродуктивните трошоци, за да има повеќе пари за помош на граѓаните. Со тоа Мицкоски очекува инфлацијата наместо двоцифрена сега да се движи околу 4 до 5%. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Мицкоски го обвини СДСМ дека действува како општинска организација на некоја бугарска партија која наместо на македонските им се додворува на бугарските граѓани. За Филипче Мицкоски правил национално предавство со тоа што не ја користи отворената врата на Унијата. МОН откри приватен институт во простории на обложувалница со само 2 столици и 2 душека. Институтот е затворен, а министерката вели дека токму поради вакви случаи е неопходен новиот сет закони за високо образование. Евроинтеграциите, Бугарија и натаму теми за кои власта и опозицијата стојат на диаметрално спротивни страни. Мицкоски обвини дека СДСМ действува како општинска организација на некоја бугарска партија, која наместо да им се допадне на македонските граѓани им се додворува на бугарите. Филипче пак одговара со контраобвинување. Мицкоски правил национално предавство со тоа што не ја користи отворената врата на Унијата. СДСМ действува како општинска организација на некоја бугарска партија среде изборите таму и наместо да гледа да им се допадне на македонските граѓани, тие гледаат да се додворат на бугарите. Мицкоски со обвинувања за критиките на Филипче дека владата води анти-ЕУ политика. Делува како општинска организација на некоја од партиите кои што се борат на изборите во кај нашиот источен сосед и со своите изјави, со својата реторика, наместо да гледаат да им се допаднат на македонските граѓани и гласачи тука, тие се повеќе гледаат да се допаднат на бугарските политичари. Ете тоа е вака отприлика европскиот пат на СДСМ, колку повеќе ќе коленичат таму и колку повеќе ќе бидат снисходливи на дел од бугарските политичари, тие мислат дека така ќе постигнат резултат. Но добрата вест е што после следните избори оваа политичка партија мислам дека ќе биде сведена на нивото под маргина и ќе биде маргинална политичка партија. Филипче пак одговара со контраобвинување. Мицкоски правил национално предавство со тоа што не ја користи отворената врата на Унијата. Што е поленичење? Што е предавство на македонските национални интереси? Како тоа? Со тоа се што е направено до сега од владите на СДСМ во изминатите години, некако биле загрозени националните интереси. Сите знаат, вратите ги има изјави премиерот, дека он нема ништо против ставањето на бугарите и останатите малцинства во Уставот. Зошто не се прави тоа што ништо не загрозува? Кога сега е вратата во Европа отворена, кога тоа што децении и децении сме го чекале, генерации и генерации, верувале во тоа, знаат дека е стратешката определба на земјата. Оваа влада не го исполнува. И јас ќе ви кажам што е причината. Бизнис интересите. И одработувањето за интереси на други држави што е рамно на национално предавство. И сега кажам по трет пат, во овие изминати недела 2, Христијан Мицкоски прави национално предавство на македонските национални интереси. Лидерот на СДСМ пред 3 дена најави дека со писмо ќе ги известува државите на Европската Унија дека владата системски ги блокира евроинтеграциите. Катерина Нешкова, Сител телевизија.
Министерството за образование откри приватен институт во простории на обложувалница со само 2 столици и 2 душека. Институтот е затворен, а министерката вели дека токму поради вакви случаи е неопходен новиот сет закони за високо образование. Законите в понеделник влегуваат во владина процедура, а опозицијата не се согласува со предлогот. Министерството за образование открило приватен институт во обложувалница. Станува збор за Институт за биометриски истражувања, кој бил регистриран и требало да врши научно-истражувачка дејност, но при проверките Министерството нашло дека се наоѓа во задните простории на казино со 2 душеци и 2 столчиња. Институтот е затворен по проверката. Ние во изминатиот период затворивме така наречени 14 приватни институти. Зошто така наречени? Најбруталниот пример беше кога комисијата од МОН отиде да направи увид на еден институт. Тој беше регистриран во кладилница, во задната просторија на кладилницата, каде што институтот требаше да ги обавува своите функции на 2 столчиња и 2 душека. Овој пример министерката го посочува како доказ дека е потребен новиот закон за високо образование, кој во понеделник треба да влезе во владина процедура. Јаневска вели дека се земени предвид сите забелешки. Се што дополнително ќе стигне до задутре ќе биде разгледано. Најголемиот дел од забелешките влегува во пакетот закони. Но за приговорите на приватните факултети дека треба да имаат вработено 5 доктори на науки наместо 2 како досега, министерката вели дека по сериозна анализа тоа се мерки за да се подобри високо образовната дејност во земјата. Да, можно е да е тешко да се обезбедат 10 доктори на науки, но со оглед дека продукцијата на доктори на науки пак беше висока, им препорачувам да си најдат од тие што честно ги завршиле тие студии, да си вработат луѓе наместо да ги злоупотребуваат. Денес ги примаат 10, поминува институционалната акредитација, подвадена отпуштаат 5. Тоа исто така не е во ред. И за тоа сме свесни. Според премиерот, досегашниот закон го уништил високото образование. Професорите кои сакаат да се занимаваат со високо научна дејност, треба тоа да го прават, а не да им е хоби, вели Мицкоски. Тонеме, од година во година тонеме, и тоа е резултат на оној катастрофален закон донесен во 2017-18 година, би рекол, кој што директно го уништи високото образование во Македонија. И затоа ни се случуваат саеми овдека од некои други балкански земји, па младите гимназијалците ги примамуваат со разноразни стипендии и слично. Председателот на СДСМ вели новиот закон има многу пропусти и нема да го поддржат. Ке дебатираат и ке поднесат амандмани во собранието. Филипче вели потребни се промени, но во моментот државата нема капацитет да ги спроведе. Како може да се дозволи да професори се шетаат од една и друга институција? Значи, некој си ја гради кариерата професорска во една институција и најнаш му доаѓа некој од друго место. Зашто? По волја на министерот или министерката. Го нема нигде у свет. Никаде во свет го нема. Понатаму, се наметнуваат критериуми за избор, за публикации на стручни трудови за кои што нашиот научен систем, не само образовниот дел, научниот, не е спремен. Откако новиот закон за високо образование ќе биде усвоен на влада, ќе биде доставен пред пратениците во собранието. Тамара Дичевска, Сител телевизија. И конкурсот за упис во средни училишта е во тек, а најмногу места има во средните стручни училишта. Потребите на стопанството придонесува интересот за гимназиите да се замени со стручните училишта. Гимназиите заминаа во втор план. Оваа година најголемиот број на идни средношколци ќе се борат за место во стручните школи. Тече конкурсот за упис во средните училишта за учебната 2026-2027 година. Место има за 25.000 деца во 109 јавни средни училишта. Ако пред неколку години беше атракција да се учи во гимназија, последниве години ситуацијата е значително променета. Ова го потврдува и фактот дека оваа година најмногу места за ученици има во средното стручно образование, дури 17.000, речиси 6.000 во гимназиското и 570 места во уметничкото образование.
Од 109 средни школи во целата држава, во 76 се реализира стручно образование. Државата во изминатите години интензивно работи на промоција на дуалното образование и ваквите политики имаат ефект. Бројките покажуваат дека во изминатите 6 години постепено се зголемува бројот на заинтересирани деца кои се запишуваат во стручното образование. Например, во учебната 2020-2021 година средно стручно е било избор за 10.961 ученик. Во 2023-2024 година 11.822 ученика избрале да учат средно стручно образование. Лани 74% од учениците се запишале во стручните средни школи, а 24% во гимназиите. Директорите на средните стручни училишта велат дека е важно да се креира кадар според пазарот на трудот. Секоја година, некаде во февруари месец, општината заедно со бизнис секторот и со другите институции спроведуваат така наречен социјален диалог на кој што се мапираат потребите на пазарот на трудот и учениците кои што избираат средно стручно образование во нашето училиште стекнуваат солидна теоретска настава, која што понатаму во рамките на бизнис компаниите се потврдува со практичната настава и токму ние сме оние кои што треба да ги подготват учениците за бизнис секторот и за пазарот на трудот. Дуалното образование станува поатрактивно и во внатрешноста на Македонија, не само во Скопје. Пред неколку години започна проектот Дуално образование, кој што навидно чинеше многу тежок и сложен, меѓутоа интересот од двете страни, и училиштето и компаниите покажа дека кога постои меѓусебно разбирање и договор, тоа може да биде еден многу успешен проект. Дуалното образование останува фокус и на ресорното министерство. Досега имаме подпишано договори со над 800 компании и продолжуваме да го стимулираме средното стручно образование за да ги пополниме празнините на пазарот на труд или она што им е потребно на компаниите за да се подобри производството. Во јунскиот уписан рок има две пријавувања. Првото од 12 до 15 јуни и второто на 20. Денот на тутунските работници не се задоволни со понудените цени за новата реколта од страна на откупувачите. Ќе бараат промени со анекс на договорите пред почетокот на откупот. Сојузот на Сдруженија на тутунопроизводители на Македонија во Прилеп го одбележа 4 април денот на тутунските работници. На денешен ден во 1873 година во Прилеп е отворен првиот магазин за откуп на тутун, со што оваа култура на голема врата влегува во Македонија. Но денес тоа производство е нестабилно. Иако има сигурен пласман, зависи сепак од цените кои што секоја година се различни. Поради тежината на обработката, за жал го обработуваат само средната и постарата генерација, а младите го избегнуваат. Токму затоа како значајна стратешка култура која што носи над 200 милиони евра девизен приход за државата и од која што зависат над 80.000 граѓани. Тутунопроизводителите бараат поголема заштита и поддршка од страна на институциите. Младите избегнуваат во одгледувањето на оваа култура, затоа што истата е макотрпна работа, нормално сите бараат полесна работа и затоа, за да се одржи ова производство, многу е битно да има исплатлива цена, а преку цената е основна призма за да можат и младите да се зафатат за продолжување на производство на оваа култура. Во моментов тутунот заедно со субвенциите се плаќа по 500 денари за килограм и покрај големите предизвици, тој сепак е најисплатливата земјоделска гранка кај нас. Тутунарите бараат зголемување на цената ако сакаме негов развој, но исто така бараат и проценка по класи, а не целото производство како досега да се купува во една класа. Веќе не може откуп да биде за 25 дена се купува 26 милиона тутун. Тоа го нема нигдека. Се знае тутунот е 90 дена до 100 дена откупот. А тутун има уште во Долна Нижа, нема уште 200 тона, 250 тона не е откупен. А што ќе пра некој има цела берба му стои. Тутунарите не се задоволни и со понудените цени за новата реколта од страна на откупувачите и ќе бараат промени со анекс на договорите пред почетокот на откупот. За Сител Дарко Штарговски. Општините од Струмичкиот регион со термални камери ќе ги детектираат и пожарите на депониите и на отворено, но и пироманите кои ги предизвикуваат.
Проектот се реализира како дел од прекуграничната соработка со соседна Грција. Со помош на термални камери и современа технологија за рано откривање и превенција на пожари, општините од струмичкиот регион ќе ги детектираат потпалувачите на дивите депонии и пожарите на отворено. За таа цел, Центарот за развој на југоисточниот плански регион започна со реализација на проект преку кој ќе се воспостави модерен и ефикасен систем за рано откривање и спречување на пожари, особено на депониите. Во рамки на проектот ќе се инсталираат интегрирани системи кои ќе користат комбинација од сензори, термални оптички камери и софтвер за анализа на податоци. Проектот се реализира како дел од прекуграничната соработка со соседна Грција и има вкупен буџет од нешто повеќе од 1,2 милиони евра, од кои околу 302.000 евра се наменети за активностите на македонска страна. На македонска страна, значи, ќе се монтира термална камера на општина Босилово, која ќе опфаќа во радиус од 14 километри, кои ќе бидат офатени и општините Струмица, Ново село и Василево. Целта на термалната камера е рано откривање и превенција на пожари на самите депонии за отпад. Покрај технолошките решенија, проектот предвидува и повеќе други активности, како што се кампањи и обуки за подигање на јавната свест во локалните заедници, мапирање на неконтролирани депонии и изработка на студии за нивното влијание врз климатските промени. Освен инфраструктурни активности, во самиот проект се предвидени и меки активности, кои што ќе ги вклучува луѓето со цел мапирање на неконтролирани депонии во регионот, кампањи за подигнување на јавната свест на луѓето, одржување обуки во општините, во јавните институции, како и одржување на обуки во самите противпожарни служби. Во рамки на проектот на грчка страна ќе бидат инсталирани интегрирани системи за рано откривање на пожари во 3 санитарни депонии, додека останатите активности ќе бидат насочени кон унапредување на постоечките системи за управување со отпадот, модернизирање на депониите и обуќи за персоналот. Проектот ќе се имплементира во наредните 2 години. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Дирекцијата за заштита и спасување ги спроведува своите обврски и надлежности 1 година по Кочанската трагедија. Дали ќе има и противпожарни авиони и пилоти за престојната летна сезона? Што недостасува? Докаде е процесот на спојување на ДЗС со ЦУК? Тема на денот со директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чангелов. Лазарови поворки се одржуваа во повеќе градови низ земјава. За прв пат околу 200 деца со родителите со врбови гранчиња продефилираа од градскиот поштад па се до црквата Успение на Пресвета Богородица Каменско во Охрид. Овој обичај има длабоки корени во македонската и духовната културна традиција. Околу 200 деца заедно со своите родители беа дел од Лазаревата поворка која за прв пат се одржува во Охрид. Со врбови гранчиња во рацете пееќа песната Каже Лазаре. Поворката се движеше од градскиот плоштад па се до црквата Успение на Пресвета Богородица Каменско. Многу сум среќна затоа што тоа е еден начин како да се возобнови старите традиции, да се возобноват, исто така да се поттикнат младите да учествуваат во вакви културни настани и да се израдуваат сите. Јас сум среќна и возбудена, бидејќи ова ќе ми е прва година што ќе учествувам на оваа поворка и секако дека и следната година ќе дојдам и заедно ќе одам со децата и ќе учествувам на оваа поворка. Ова е стара носија што ми ја даде баба ми и е традиционална македонска носија. Песната се вика Кажи Лазар. Јас денеска сум многу среќен и радосен што учествувам и би сакал да учествувам и другата година.